Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Во ковид центарот во Тетово досега се тестирале над 2000 пациенти. При крај е реновирањето на хируршкото оделение во гостиварската болница. Градинките се подготвени на 9 септември да ги примат децата согласно здравствените протоколи. Во ковид центарот во состав на Тетовската клиничка болница досега се тестирале над 2000 пациенти. 25% од тестираните биле позитивни на вирусот. За разлика од пред неколку месеци, сега е намален бројот на земени брисеви. Во ковид центарот се намалува бројот на барања за земање на брисеви, а со тоа и бројката на тестирање на сомнителни пациенти на COVID-19. Сето тоа се должи на проценката на матичните служби. Ако во јуни сме имале 600 пациенти, изминатиот месец се пријавиле 440. Отаму сметаа дека нема потреба од зголемување на тестирањата, со цел избегнување на контакти, но и намалување на трошоците. Не треба да се прави многу фама околу тоа, дека со масовно тестирање дека ќе дојдеме до поголем број на случаи, новооткривени случаи и така. Сепак држим до тоа дека оние стварно што имаат наши симптоми, реални симптоми, значи треба да бидат подложени на тестирање. И пресед, значи, и да не се изложува граѓанството на ризик, да не се изложуваат, значи, и вработените кои што работиме со оваа проблематика, значи, на ризик, но и да се запази здравствениот буџет. Тестирањата ќе бидат намалени со оглед и на новите здравствени протоколи. Новите здравствени протоколи предвидуваат доколку пациентот кој што бил позитивен на коронавирус по 10 дена, ако нема симптоми на овој вирус, нема потреба од ново повторно тестирање. Доктор Илјовски смета дека вирусот слабее со оглед на фактот дека кај голем дел од пациентите, на кои им се земени брисеви со позитивен резултат, имале слаби симптоми. Високата температура не влијаеше на него, тоа се покаже во самите летни месеци, со вкупните бројки, значи, на ново заразени. Моje лично мислење е дека бројот, значи, на заразени случаи дека нема да биде со некој голем раст и дека ќе имаме една тенденција, значи, намалување, смирување на вкупната состојба, затоа што сум на мнение дека вирусот ја слабее, значи ја слабее својата моќ и својата вирулентност. Ковид центарот во склоп на Тетовската клиничка болница е отворен од 23 март, освен од Полошкиот регион, обслужува пациенти од Скопје и од другите градови од државата, со почитување на сите здравствени протоколи. Установите за згрижување и воспитување се подготвени на 9 септември да ги примат децата согласно здравствените протоколи. Градинките се подготвени да започнат со работа на 9 септември, според посебни строги протоколи поради ковид пандемијата, објавија денеска новата министерка за труд и социјална политика Јагода Шахпаска и министерот за здравство Венко Филипче. Анализата на податоците од градинките покажа дека тие се подготвени наредната среда на 9 септември да почнат со работа и да ги примат и згрижат децата во согласност со предвидениот протокол утврден од Комисијата за заразни болести. Приоритет за посетување на градинка ќе имаат децата на самохраните родители и децата на двајца родители кои се вработени и ќе донесат потврда од работодавачот дека работните задачи не може да ги извршуваат од дома. Градинките кои ги исполнуваат условите и протоколите можат да започнат да работат. Министерот за здравство Венко Филипче ги објасни протоколите што ќе бидат воведени при отворање на градинките. Престојот на децата треба да се организира на начин на кој ги се избегне меѓусебен контакт на различни воспитни групи, сместени во одделни простории, во согласност со можностите, а игрите се препорачаат да се организираат што е можно повеќе наотворено, тогаш кога времето го дозволува тоа, и во помали групи. Приемот на деца по воспитна група треба да биде со 10 минути временска разлика на влез, на кој задолжително е обележано растојание од 2 метри, а детето го спроведува еден родител и секогаш носи заштитна маска. На прием на секој дете му се мери температура со бесконтактен термометар, а детето по влез во градинката задолжително ги мие рацете и секако повеќе пати во текот на денот. Не се дозволува собирање и меѓусебни контакти на вработените во заеднички простории. Воспитни групи за деца до 2 годишна возраст да имаат максимум по 6 деца
а над 2 години по максимум 15 деца. Се врши секојдневна дезинфекција на превозните средства со кои се дистрибуира храна од главната кујна до другите објекти. Лицата кои доставуваат храна задолжително носат маски и ракавици. Храната на децата да се остава пред занималната, а децата да јадат во својата занимална со претходна дезинфекција на рацете и на масите. Сите установи од овој тип во земјава, согласно протоколите за функционирање во услови на пандемија, имаат капацитет да примат 19.000 деца, а досега интерес за згрижување покажале родители на 14.555 деца. Реновирањето на хируршкото оделение во гостиварската болница е при крај. Просторот за пациентите се разубавува со уметнички дела, донација на уметници од Гостивар. Привршува реконструкцијата на хирургија во општата болница доктор Ферид Мурад во Гостивар. Пациентите кои во иднина ќе се оперираат и третираат на ова одделение, ќе имаат современи услови според високи стандарди. Изминатиот период се работеше на поставување на специјални подови, нови врати и прозорци, изградба на посебен оддел за интензивна нега на оперираните пациенти, целосно реновирање на болничките соби, опремување со клима уреди и телевизори и слично. Како што гледате, ние сме при крај веќе со хируршкото одделение. Останува декоративниот дел и некои делови кои би ги пополниле во смисол на кабинети и амбуланти во самото одделение. Болничката управа одлучила да го разубави просторот на хирургија за пациентите и тоа со уметнички дела. За таа цел Сдруженијето на ликовни уметници од Гостивар Драудакум донираше повеќе слики кои ќе ги красат зидовите во одделението. Уметниците велат дека тоа е и еден вид на благодарност кон лекарската фела. Кој што знаеме, сме сведоци на едно тешко време не само во нашата држава, туку во цел свет. Борбата против вирусот COVID-19. Единствените ратници, тие кои не бранат, кои не штитат од ово зло се докторите и екипата од докторскиот став, медицината, сите тие кои работат во здравство. Како да им покажеме за благодарност за ова борба, за ова грижа за нашето здравје, нашето здружение земи иницијатива некои дела да се поклонат на болницата во Гостивар. Слушнавме дека се репарира вториот кат што е за хирургија и како благодарност на докторите, на медицинските сестри, на сите тука што се вработени, барем некако да даеме ние допринос со овие дела, да се хуманизира просторот, да има повеќе така душевна димензија. Проектот за реновирање на хируршкото одделение чини околу 12 милиони денари, а се реализира од сопствен буџет на болницата. Пополнета бројката од 1500 апликации за субвенционирање клима уреди во рамки на јавниот повик за општина Тетово. За сите кои подигнале потврди од ЈКП, а не ги доставиле документите, се најавува и втор јавен повик за 2 месеци. Во општина Тетово веќе не се примаат нови барања за субвенции на граѓаните на општина Тетово за набавка и монтирање на инвертер клима уреди за 2020 година. Во архивата се доставени вкупно 1500 апликации, а за сите кои подигнале потврди за предадени печки од ЈКП, а не ги доставиле документите, се најавува и втор јавен повик за 2 месеца. Во текот на вчерашниот ден заврши јавниот повик на општина Тетово за субвенционирање на клима инверторите, каде што граѓаните во текот на изминатиот период, започнувајќи од 11.8. па се до вчерашниот ден, можеја да аплицираат и да донесат документација со која што понатаму ќе можат да добијат субвенции за поставување на клима инвертори. Инаку бројката од 1500, како што веќе кажав, е пополнета. Меѓутоа сите оние граѓани кои што веќе ги оставиле своите печки и останати уреди во јавното комунално предпријатие во Тетово и зеле потврда за број, со истата таа потврда ќе можат да аплицираат на идниот јавен повик кој што ќе биде објавен најверојатно за околу 2 месеци. Овој јавен повик ќе биде објавен за оние како замена за оние граѓани кои што не поднеле потполна документација и кои што ќе бидат одбиени на овој јавен повик. Исто така во тек е отварањето на документацијата, но во тек е и одењето на терен од страна на инспекторите каде што се контролира дали клима инверторите веќе се поставени.
Јавниот повик за субвенции на граѓаните на општина Тетово за набавка и монтирање на инвертер клима уреди се реализира по принципот прв дојден, прв услужен. Во продолжение деталите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Вчера во близина на градскиот стадион во Тетово, во периодот од 20 до 21 часот, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 18 годишникот Палатица, 24 и 23 годишникот Тетово, поради сомнение дека околу 16 часот и 30 минути на улица Благоја Тоска во Тетово извршиле разбојништво над 19 годишен тетовец. Тие физички го нападнале 19 годишникот и му одзеле и пари. Тројцата се задржани во полициската станица Тетово и по целосното расчистување и документирање на случајот против нив ќе следува соодветен поднесок. Ноќеска околу 2 часот и 25 минути полициски службеници лишиле од слобода 47 годишникот Тетово, кој се однесувал агресивно и се обидел со остар предмет да ги нападне, а потоа удрил и еден од нив, откако дошол во Тетовската клиничка болница, каде што на хируршкото оделение му се укажувала помош на неговиот 42 годишен брат. Тој е задржан во полициската станица Тетово за натамошна постапка. Нешто подоцна, околу 3 часот и 50 минути, полициски службеници привеле 42 годишник, кој се однесувал агресивно, а предходно скршил и стакло од врата во Тетовската болница. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Вчера вечер во 23 часот и 30 минути, 32 годишникот Тетово пријавил дека околу 23 часот пред угостителски објект на улица Илинденска во Тетово физички бил нападнат од 51 годишникот Тетовска Голема Речица. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера во 21 часот и 50 минути, 54 годишникот Гостивар пријавил дека околу 18 часот и 50 минути на улица Илинденска во Гостивар физички бил нападнат од 47 годишен гостиварец, кој во нападот користел и метален предмет. Се расчистува и документира случајот. Од денес сообраќајната полиција ќе биде опремена со мобилни системи за снимање со камера. Сите активности на терен на сообраќајната полиција на подрачјето на СВР Тетово ќе бидат снимани. Полициските службеници од денес на себе ќе имаат камери, со кои ќе биде аудио и видео документирана комуникацијата помеѓу нив и граѓаните. Секторот за внатрешни работи Тетово од денеска започна со практична примена на значајна новина во секојдневното функционирање, за сега како пилот проект во областа на сообраќајот, а потоа се предвидува да се воведе и во другите полициски активности. За таа цел и намена полициските службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, ангажирани за контрола и безбедност во сообраќајот на Тетовско-гостиварското подрачје, веќе се опремени и соодветно обучени за ракување со мобилни системи за снимање со камера, кои посебно сакам да нагласам, се донација од Соединетите Американски држави, а кои ќе ги користат на терен при преземање на планирани мерки и активности, редовни или акциски. Со овие системи ќе се снима аудио и видео, целата комуникација помеѓу полициските службеници и граѓаните, опфатени со контролните активности, а на кои претходно ќе им биде кажано, односно објаснето, дека нивната комуникација се снима. Од секторот за внатрешни работи Тетово велат дека на овој начин се очекува поголема ефикасност во спроведувањето на активностите и намалување на можни злоупотреби од граѓаните или полициските службеници. Жителите на Непроштено и Вешала ќе се запознаат со придобивките од прогласувањето на Шара за национален парк. Патувачкото кино денес и утре ќе ги посети овие две населени места. Во рамки на јавната кампања за прогласување на Шарпланина за национален парк, патувачкото кино ќе ги посети населените места Непроштено и Вешала. Преку презентација на промотивното видео Шарпланина иден национален парк, жителите на руралните средини на идниот национален парк се запознаваат со придобивките и важноста на заштитата на подрачјето. Во рамките на кампањата ќе има низ активности, се со цел да има локалното население да биде максимум вклучено. Значи ќе има патувачки кина, ќе има дебати со чинителите, ќе има дебати со засекнатите страни со цел да им се објасни што представува национален парк, како во иднина тоа да биде заштитено, како тие да бидат вклучени максимум во сите идни активности. Ќе има една поголема дебата каде од страна на професори е изготвено студија за валоризација
каде ќе се пресувуваат идните граници на националниот парк, со цел во иднина, значи ова заштитено подрачје да биде подрачје заштитено со сите тие можеби елементи и не да биде само поставено во хартија и да нема вклученост на локалното население, бидејќи тоа е најбитната алатка во целиот процес. Патувачкото кино денес ќе биде поставено во дворот на основното училиште во Непроштено со почеток во 20 часот. Во основното училиште во Вешала пак промотивното видео ќе биде прикажано утре со почеток во 19 часот и 30 минути. Инаку јавната кампања за прогласување на Шарпланина за национален парк ја имплементираа Центарот за едукација и развој во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање и Програмата за животна средина на Обединетите нации. Опера за 3 гроша ќе биде првата театарска представа која актерите од албанскиот театар ќе ја изведат по повеќе од 6 месеци пауза. Сепак се работи за затворена премиера на која ќе присуствуваат представници од театарската дејност и новинари. Закажана е за утре и задутре. Премиерата на оваа представа ќе биде на 4 и на 5 септември, но со малку по-други услови, што значи ќе биде затворена премиера ради ситуацијава што сите ја знаеме. Се надевам дека сите што ќе ја следат оваа пресконференција ќе бидат многу заинтересирани за да знаат кога ќе можат да ја следат представата, пошто малку подолго време и тетовската публика не гледала представа, така да мислам дека се многу жедни за да знаат кога ќе можат. Ќе имаме одредена публика со многу мал број на посетители, тоест конкретно ќе бидат повеќе новинари и колеги од областа на театарската дејност. Се надевам дека за кратко време ќе се решат и овие проблеми. Тоа е релативно сепак и се надевам дека повеќето луѓе кои што навистина се жедни и Тетово има многу жедна публика за театар, знаеме тоа сите, ќе имаат можност за да ја следат представата. Фудбалскиот клуб Гостивар како второ пласиран во втора лига Запад ја дочека репрезентативната пауза. Од клубот се задоволни од прикажаното, но најавуваат уште подобри игри на гостиварските фудбалери. Фудбалскиот клуб Гостивар во тековната сезона во втората лига Запад влезе како главен фаворит за освојување на првото место и пласман во прволигашката конкуренција. Во моментов клубовите се на репрезентативна пауза, која ја користа за сумирање на резултатите, но и подготовка за она што следува во продолжението од сезоната. Првите два напревари мислам дека со Охрид имавме 3 зицер шанси, исто игравме во една половина на игра. Не успеавме да даеме шанси. Фудбалот си е тоа, ако не користи шансиве 0-0 ќе заврши. Значи фудбалот треба и спортска среќа. Мислам дека понатомошните напревари ќе имаме и тоа. Ќе работиме напорно, мора да се работи напорно, имавме некои играчи повредени. Некои играчи не се тука моментално, значи кои ќе се комплетираме како што треба. Мислам дека Гостивар заслужува да има прволигашка екипа. Следното трето коло во втората лига Запад ќе се одигра на 12 септември. Екипата на Гостивар на домашен терен ќе го пречека директниот конкурент за првото место, составот на Корапот Дебар. Победа и пораз е билансот на тетовските екипи во трето коло на првата женска фудбалска лига на Македонија. Екипата на женскиот фудбалски клуб Шкендија од Тетово забележа победа од 4:0 на гостувањето во Радовиш против Плачковица во рамки на четвртото коло на првата женска фудбалска лига на Македонија. Тетовските фудбалерки дури во вториот дел го скршија отпорот на домашните, откако немаше голови во првото полувреме. Резултатот беше отворен во 60-та минута со голот на Брикена Шајкири. На 2:0 зголеми Хава Мустафа во 78-та минута. Во 82-та минута домашната фудбалерка Марија Давчевска си постигна автогол, додека конечните 4:0 за Шкендија на овој надпревар беа поставени во 88-та минута со голот на Ера Емурли. Вториот тетовски представник во ова надпреварување, екипата на Љуботен, забележа пораз од 2:1 на гостувањето во Кумановска Речица од истоимената екипа. Љуботен прв дојде во водство со голот на Стојанка Ѓорѓевска во 30-та минута. 3 минути пред крајот на првиот дел домашните фудбалерки го изамнија резултатот на 1:1 преку погодокот на Јасмина Јовановска. Конечниот резултат 2:1 за Речица беше поставен во 67-та минута, кога Анѓела Петковска стрелаше прецизно во голот на Љуботен.
Екипата на Шкендија после победата во Радовиш се искачи на 9-тата позиција на табелата, додека Љуботен останува на предпоследното 14-то место на табелата во првата женска фудбалска лига. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.